Иванот, а сега во студиото првиот гостин пристигна и ќе разговараме за убави работи. Со оглед на тоа дека трае зимскиот распуст, со оглед на сезоната на грип може и ќе се пролонгира, убаво е кога има убави активности за нашите деца. Токму затоа, мојата колешка Ирена Пепелјуговска ќе разговара со Каролина Јакимовска, која што е Relax Kids тренер за сите оние активности кои што се важни во слободното време на децата, како што е, еве сега моментот, а може би и по зимскиот распуст, за време на викендите. Добро утро на двете. Добро утро, Вера. Верувам ќе имате интересен разговор и ќе имаме што да слушнеме. Како да ги анимираме нашите деца. Да. Добро утро, почитувани. Еве, како што кажа и мојата колешка Оливера, во наредниве 20 на минути ќе зборуваме за тоа како да имаат нашите дечиња убави, односно креативни активности за време на зимскиот распуст. Знаеме дека во тека веќе зимскиот распуст, времето надвор е врнежливо, паѓаше и снег вчера. Не е убаво да се нонстоп на телефон, да се нонстоп на екран. Има некои дечиња кои што си го користат зимскиот одмор да отидат некаде на планина, ама има и такви дечиња кои што ќе си го поминат зимскиот распуст дома во своите домови. За тоа како да ги анимирате, како да имаат дечињата поинтересни активности, како да ги занимавате, што би се кажало народски, ќе разговараме со нашата и ваша утринска гостинка Каролина Јакимовска, Relax Kids тренер. Каролина, добро утро. Добро утро, Ирина. Благодарам на поканата. Поздрав до вашите гледачи. Да, јас ви благодарам што дојдовте еве на ова студено време, минус 6 степени надвор, кај нас овде во студиото. Се надевам дека ви е пријатно, убава топла атмосфера. Сега ќе зборуваме за тоа како дечињата да си го поминат времето, односно зимскиот распуст, како што слушаме можно и да се пролонгира со оглед на тоа што грипот ни е во полн ек. Сега, зошто е важно квалитетно, слободно време да имаат децата? Да имаат исполнето време? Така. Посебно важно е да имаат квалитетно, слободно време сега, додека трае зимскиот распуст, заради тоа што ќе им треба сила и енергија за, да ја завршат училишната година како што треба. Така што важно е, сето ова време кое што има сега на располагање да го искористат мудро и се разбира да развијат можеби некои нови вештини, да научат нешто ново и да им биде на сите интересно и на целото семејство, значи на родителите и на децата, да нема она борба со досада, со незнање што да се прави, се разбира со екраните. Да. Ќе зборуваме и за екраните малку подоцна. Многу е важно да се направи баланс помеѓу одморот, помеѓу учењето и помеѓу активноста. Така. Да. Важно. Како да се постигне тоа? Како да се постигне? Со една добра организираност, структурираност. Значи не смееме да заборавиме дека потребна ни е структурата во текот на целата година, не само додека трае училишната година. Посебно што ни се отвара едно слободно време и се отвараат всушност многу можности како да го искористиме тоа време и навистина би било жално да целото време да го посветуваме на тие екрани, или на телевизорот дури, а да не ја искористиме шансата да направиме нешто поразлично, можеби понесекојдневно за децата. Да. Сега има во овој период има сигурно и родители кои што се подготвуваат да заминат на работа, дечињата им се дома им спијат, баби и дедовци сигурно не гледаат. Ајде малку да им дадеме низ пример, кои би можеле да бидат тие креативни активности кои што може дечињата да си ги прават по дома, а сепак да не се на екран, ниту пак да се на телевизор. Значи ќе почнам дека ние во Rainbow Relax Kids Скопје, значи во нашата дружина која што има дечиња од 6 до 14 години вклучено во таа програма. Значи работиме со наједноставни алатки. Значи тука ни е хартијата, ножичките и лепакот и буквално правиме
магични некои нешта кои што и нас не обогатуваат како личности, меѓутоа и целата наша околина. Се разбира, се радуваат и бабите, и дедовците, и родителите и секако го исполнуваме времето квалитетно. Да. Јас додека зборуваме за ова, одат веќе и фотографиите, малку ќе искоментираме и ќе видат гледачите што работите во Relax Kids. Значи, кажавте дека користите ножички, користите хартија, она што секој го има по дома. Може и да искоментираме малку, ова се од вашите работилници. Ова се новогодишните работилници. Во декември навистина имавме една богата програма, во која што всушност вклучивме и музичка работилница, каде што употребувавме, подоцна ќе ги видите сликите, и тавчиња, тенџерчиња, лажици, дрвени лажици, така што навистина беше еден интересен начин да покажеме како можат да се употребат сите тие кујнски помагала. Меѓутоа, како што гледате, претежно работиме со хартија и преубави нешта креираме. Се вклучуваат децата со целосно и со своите емоции, со својот фокус, и на крајот продуктот, оно што ќе го добиеме, создава кај децата радост. Значи, тие се соочуваат со еден момент во кој што гледаат дека тие се навистина можат да создадат нешто со нивните раце, а не цело време само да конзумираат некоја содржина, нели, дали ќе биде од мобилниот, да искреираат, така. Тие да дадат, да се вложат. Кога сме сега кај Relax Kids, си одат фотографиите и нека ги видат нашите гледачи. Навистина, ова се преубави изработки, изработени од рачињата на девчињата кои што се членови во Relax Kids. Сакам да ве прашам за материјалите, кога доаѓаат кај вас. Дали треба да си ги носат од дома или тоа се вие им давате? И потоа што се случува со изработките? Имаме, значи, ние материјали, тие основни материјали. Исто така доста работиме со хартија во боја, значи да не биде само бела хартија. Изработките си ги носат дома децата, дел остануваат во самиот простор каде што работиме со цел да покажеме ете што сме направиле. Доаѓаат возрасни луѓе во тој простор. Исто така се радуваат и тие кога ќе ги видат овие изработки. Шириме една позитивна енергија. Сега можеме да кажеме дека дел од овие изработки, а вие ќе кажете како, може да се направат и по дома. Значи да си работат, една убав пример, една убава идеја како родителите или бабите, дедовците, оние кои што ги чуваат дечињата во овој период, како да им дадат нешто корисно да изработат на децата, а да не е тоа телефон, да не е читање книга, туку да е некоја изработка. Сепак овие изработки добро е да се користи и телефонот, нели, да се користи сам интернетот како медиум, да се види како, со цел да видат како, нели, се изработуваат. Има одлични инструкции, така што лесно, генерално лесно се сработува, меѓутоа треба да има водство, треба да има некој кој што го надгледува самиот процес и можеби мала помош од повозрастните. Така што овдека имаме неколку вие и донесовте овде, можеме и да ги покажеме. Еве, например, овдека имаме една пеперутка, изработена може јас да ја покажам вака на оваа камера, еве вака овде. Ова е пеперутка изработена од хартија во боја, која што може да се изработи и дома, така? Се разбира, многу едноставно. Имаме едно, ова е црвче, ајде така ќе го наречеме, го вклучуваме во игра, каде што децата учат да дишат длабоко, го ставаме долу на подот и дуваат во црвчето и тоа се движи. И баш е така, забавно. Добро, имаме тука оригами. Оригами доста работиме. Еве, ова е лаленце. Ова е едно лале. Морам да ги пофалам децата, заради тоа што се толку грижливи кога станува збор за изработките, толку се трудат да направат и нешто, тоа е веќе покомплицирано. Ова така, ова ни е зимската бајка. Вие го крстивте зимска бајка и изгледа на вистина убаво и креативно. Вие ги водите низ овој процес, ама можете и дома... Јас ги водам, се разбира, дома може и сами, децата веќе сами можат да сватат што се случува во самото видео, да го следат, нели, постепено, така што ги охрабрувам и бабите, дедовците, родителите да се вклучат сите заедно. И другиот момент е, оваа конкретно сега зимска бајка ја направивме на работилница за возрастни. Значи, возрастни жени работевме со хартија, заедно.
само жени заедно, само за возрастни беше, така што можеби на почеток возрастните ќе се двоумат дека не ги бидува за нешто, дури ни за ножички некои велат дека не можат да држат, па камоли нешто да направат, меѓутоа се изненадуваат на крајот. Не одиме кога ќе видат дека можело. Можело, да. Сега вие донесовте тука и една интересна игра. Така. Тоа е нешто што може секој по дома да си го направи. Јас би ве замолила еве тоа да го испрезентираме. Имаме една гостинка во студиото овде. Так, да. Ова е една тегличка која што не е прв пат јас да ја промовирам оваа тегличка на благодарност или тегличка на радоста, тегличка на среќата, можете да ја наречете како сакате, меѓутоа еве конкретно на оваа нашава пишува смайл, насмевни се. Целта е, посебно сега ова го зборувам на почетокот на годината, да ги собираме нашите убави моменти, да ги запаметуваме, малку подолго време да се задржуваме на нив и се разбира да запишеме на хартија, што е она што можеби денеска убаво ни се случило. Го виткаме хартивчето, ја отвараме тегличката, ставаме внатре хартија, ја затвараме тегличката и на крајот од годината ќе видите дека ова е мала тегличка, меѓутоа можете да си набавите, се разбира, поголема и визуелно ќе видите колку на крајот од годината навистина ви се случуваат убави работи. И се случуваат, се разбира, на некој начин како да ги ловиме ние убавите моменти, поттикнати еве на овој начин. Исто така добро е посебно за малите деца кога ќе имаат некои непријатности, можеби на училиште, можеби тага некоја ќе се случи, добро е да се потсетат на тегличката и да извлечат некој убав момент кој што ќе ги мотивира, ќе ги расположи, ќе ги насмевне. И ќе видат дека навистина убави моменти се случуваат многу. Да. Дајте ми ја вака да се види поблиску. Навистина многу убаво сте ја украсиле. Еве вака може да видат гледачите. Може и вие да си најобична тегла, убаво да ја украсите. Навистина има многу символика во ова што го кажа Каролина, бидејќи некогаш си велиме, па се ни се случуваат неубави работи, се некако ги забораваме убавите работи. Значи, да си ги запишеме и да си ги ставаме во оваа тегличка на среќата или на благодарноста. Ете, вие сте напишале тука смайл. Ви благодарам за ова. Ова е подарок за мене инаку. Ви благодарам. Имаме внатре картички, уште само да ви ги покажам. Сето ова може да го направите многу интересно, овдека ги имаме овие жапчиња кои што ги изработуваме. Порано како што ги игравме. Точно, нели вака се играше, кажи бројче. Со цел, така кажи бројче, со цел како да се справиме со стрес. Добро. Значи под секое тоа бројче има начин како да се справиме со стресна ситуација. Да. Така што во духот на Relax Kids. Да, еве јас ке прочитам, си одбрав број 2. Љубаво пишува, наполни го мешето со воздух, издиши бавно и длабоко. Така, значи вдишуваме преку носот длабоко, постепено, издишуваме преку устата, за да се ослободиме од во моментот малку да се опустиме. Добро, многу убаво, многу интересно навистина, многу креативно пред се. Еве, убави идеи им дадовме на гледачите како може децата креативно дома да си го поминат слободното време со оваа тегличка на радоста, на среќата, на ете така да ја наречеме. Би сакала малку, Каролина, да позборуваме и за физичката активност. Сепак и тоа е нешто што им е потребно на дечињата. Најпотребно може. Во затворен простор сега дома не може, нели само ова би било час, два, можеби 2,5. Што е со физичката активност еве во овој временски период? Важно е да го вклучиме целото тело, екстремитетите, значи важно е да потикнеме енергија, циркулација. Значи тука можат да бидат наједноставни истегнувања. Исто можат да се најдат многу на YouTube, да, можат да се најдат многу видеа, меѓутоа и самите и бабите и дедовците имаат некакви, да речам, од порано како била физичката култура нели кај нас овдека, така што ќе им текне, ќе се сетат на различни вежби и не мора да биде тоа да трае долго, значи може да биде многу едноставно. Дури имаме идеи конкретно ние на Relax Kids да си направат едно диско, зимско диско, раздвижување.
Со музика? Со музика се разбира, да се викнат другари, другарчиња, и возрастните се разбира можат бидат вклучени. можат да се вклучуваат. Или домашно кино. Или домашно Така. кино, или театар, например, куклен театар. Често помалите дечиња тоа го прават спонтано. Возрастните секој пат можат да им помогнат, и другиот момент со возрастните е што убаво делува на нас играта, творењето. Се тргаме од оние секојдневни обврски, секојдневна рутина. Така што може би овој период би ги охрабрила повеќе и родителите да седнат долу на подот со децата, токму на подот, не на маса, не на кревет, туку да се работи долу на земја. Чувството е поинакво, поврзат некако како со так, природата, така да би му дошло. Приземјат. Приземат. сите, Така. Да. Убаво кажавте, да. Да. Често, многу пати ги спомнувате родителите. Така. Сакам да потенцираме овде колку е важна улогата на родителите во целиот овој процес, во сите овие активности, и креативни, и умствени, па и физички. Така. Значи, онаа конекција меѓу родител и дете. Некако се Многу чини е. во ова време дека многу сме отуѓени некако, Да. и едни од други, ама и ние од своите собствени деца. Така, значи многу е голема, можам да кажам дека е најголема улогата на родителот во воспитувањето на децата. Заради тоа што родителот е пример. Родителот е оној кој што е повозрасен, кој што има повеќе искуство, и тој добро е да води, да покажува, да насочува, усмерува. Така што родителите имаме голема задача во овие времиња. Значи, добро е да израснеме деца кои што ќе бидат во секоја смисла во благосостојба. Значи, и физички, и умствено, и емоционално. Заради тоа што на некој начин им го должиме тоа на нашите деца. Значи, сакаме да израснат во здрави, прави, нели така Личности. порано Да. биле максимите. Ги споменавме, неизбежно е да ги споменеме и екраните, нели? Да. Сепак и телефоните, тие се тука, тие се и корисни до некаде. Се разбира. Ама како да се направи оној баланс, како да Так. знаеме кога е доста и колку време е доста? Така. Значи, постојат некои препораки од педиатри кои што се базирани врз истражувања, и препораките во однос на деца од 6 до 14 години е употреба на екран од 1 до 2 часа максимум за рекреативни цели. Така. Кога станува збор за учење, тука има некои по различни мерења, нели? Сепак им требаат екраните или интернетот им треба за, нели, кога во процесот на самото учење, меѓутоа ова рекреативното е од 1 до 2 часа. И родителите точно треба да бидат вклучени на вистина во ограничување на тој престој, ајде да кажам, во тој виртуелен свет. Да. Заради тоа што колку има позитивни, навистина има многу позитивни аспекти, но сепак се деца, сепак се мали, а се разбира ние повозрастните треба да водиме сметка на тоа колку остануваме и да бидеме пример, се разбира, За на децата. децата. Да. Не она да им кажуваме доста веќе остави го телефонот, а ние Теоретски. самите Да. да бидеме на телефон. Да. Тука сте многу во права, многу е важно да се поттикне самостојноста и одговорноста кај децата. Така. Јас би сакала, еве овие 2-3 минутки додека имаме време во разговорот, Така. сепак да ви го честитам оваа година, правите 20 години јубилеј на Сакам јога. Да, Вие сте благодарам. исто така и јога тренер, значи 20 години се занимавате со јогата. Сме зборувале на тема јога на столче, тоа е Така. онаа јога за луѓето во трето доба. Така. Да ви го честитам однапред јубилеот, се планираат Благодарам. активности некаде за месец септември. Така. Тогаш И и целата ќе година, најавиме, и да, во целата текот на година целата ќе си година. имаме активности. Сакам да ми кажете за важноста на јогата, бидејќи јогата се смета како едно смирување на умот, па и на целиот дух, да. целото тело. Да. Колку е важна јогата еве во ова стресно време во кое живееме? Па важна е била откако се спомнува самата јога како пракса, духовна пракса, физичка пракса, значи и се придавало големо значење. Во денешно време некако како некоја ренесанса да доживува самата јога и со потполно право е на тој пиедестал ставена јогата заради тоа што помага во различни аспекти. Ќе
споменам повторно нашата благосостојба, како на физички план, така на ментален, емоционален, духовен план, на вистина прави едно соединување на нашето битие и како би можеле на вистина да осетиме и радост, и среќа, и задоволство во сегашноста, во ова што се случува сега. А многу убави нешто се случуваат. Еве оваа тегличка ни покажува дека на вистина многу полезни работи има околу нас, само што треба да ги видиме, да ги приметиме. Имаме една нова, може да се види, се види, ама не. Добро, интересен е разговорот. Да, очигледно. Сака да биде во наше друштво, да, така присутна што тука. Одлично, се надам дека не издеконцентрира малку. Се е во ред. Да, убаво си муабетевме. Секогаш ви кажувам дека многу сте смирена, дека многу, на мене убаво ми влијаете, а верувам дека и таква енергија пренесуваме на гледачите. Би сакала, за крај на разговорот, да го заокружиме разговорот како една ваша порака, бидејќи работите со деца, нели, Relax Kids тренер сте, ама меѓутоа сте истовремено и йога тренер. Една порака во овој период, во ова време во кое што сите ние живееме, знаеме, брзо време на стресови, како да си дадеме малку време на себе си и секако да си посветиме што повеќе време, квалитетно и корисно време со нашето семејство. Так, прво за индивидуата ќе спомнам, значи работа на себе. Во секоја смисла работа на себе, и физички, и ментално. Значи во денешно време има толку начини, толку техники. Ова сега на вистина сака да ме во некој искушение сум колку можам да останам смирена и прибрана. Значи работа на себе, пред се, ние возрастните, како би им пренеле на младите генерации дел од ова што го зборуваме, и смиреност, и благосостојба, и радост, и што повеќе опуштање. Што повеќе опуштање. Значи, имаме време и за работа, меѓутоа да го креираме времето за одмор. Да не се фаќаме веднаш за тие екрани кои што ги споменуваме неколку пати. Значи, да одиме во природа, можеби, да пред се дружба со луѓе. Споделување, се разбира. Ние сме таков народ, нели, сакаме да комуницираме. Така што да не се отргнуваме од она што генерално го имаме со години ние пренесувана таа наша дарба да комуницираме убаво со нашите блиски, ближни. Така е. Ви благодарам многу, Каролина, за вашето гостување. Мислам дека убаво ни течеше разговорот, убаво си објаснивме се, дадовме корисни совети на нашите гледачи за тоа како да се помине слободното време во домашни услови, поготово кога е зимскиот распуст. Благодарам уште еднаш. Следен пат останува јас да ве посетам вас во Relax Kids или во Сакам Йога и да видиме каква е атмосферата, работна атмосфера, како изгледа. Благодарам уште еднаш за гостувањето.